Стрезо. Да. Сам мисли да си бевме космонаути. Сега што ти има дојде на тој телевизорот твој, кажи ми. Ај сега, космонаути, што да сакаш да летаме со Space Shuttle негде, а? Имам речено и пак ќе ти речам, Стрезо уш еднаш не летат. Не зафракме со авиони, немаат поќе Space Shuttle и глупости. Последна станица Вселената. Јас, Стефче, бате Стрезо и Јана сме патници со тебе такси 28. Ние сме на мисија. Истражувачка мисија. И одиме таму кај што другите не смеат да помислат. Знаеш дека, Стефче, не си многу далеко од вистината, пак вака како ќе помислам? Колку само луѓе поминаа низ ова комбево, колку само приказни јас, ти и Ана си наслушавме, приказни кои што стварно многу луѓе можат што да научат, многу поучни приказни. Ама вака кога ќе си помислам, други светови универзуми, Стефче, не треба бараш таму горе. Знаеш дека има луѓе мали, возрастни, пријатели, луѓе кои што допрва треба да ни станат пријатели, кои што живеат во најразлични светови, во најразлични универзуми. И тоа универзуми кои што се многу похумани, се многу покреативни, се многу поинтелигентни од нашиот свет овде. Наша задача е да ги научиме и да ги истражиме тие светови. Стефче, точно тие светови. Јас знам еден космонаут што ги истражи сите тие светови. А ти ако сакаш да ги истражиш, не само што ти требит. Ти треба само да ги отвориш широко очите, да го пуштиш срцето наискрено што можеш и да си отвориш и душичката, и шќупалите. Знаеш ли ова? Телепортер. Сега ќе те однесам кај нашиот космонаут. Види како функционираат. Само треба да го чепниш и те телепортират таму кај што си ме замислил. Гледај како функционираат. Гледај се, види се. Спремен? Ајде. 3, 4. Еј! Бате Стрезо? Бате Стрезо? О, да му се сневиди. Бате Стрезо? Ајде, а бре, не вика, ми исплаши да ти се. Ај море, кај си ти чекам од Креска. Мене ова нешто не ми работи, гледај. Па провери, таму има 2-3 батеривчиња, провери на тоа слоше. Јас дојдов да Мене го празното ми земам. го даде. Чекај бе, малу земал, дојдов да го земам комбево, те чекам таму. Ма ајде. земи ми мене, Добар бате се, Стрезо, не ево. работи ова моево. Ами комбето ми го зема. Бате Стрезо? Еве, ајде. Јао. Ајде, барем. Можам да ве гледам што ќе правите.
Леле, стигна. Јануш, Супер. да. Многу брзо. Телепортација. Браво. Ке се телепортираме низ Скопје со нашиот гостен? Денис Ајде, Севега. со Денис. Здраво, Денис. Здраво, здраво. Ајде, ајде. Денеска вози стрезо по најкусите патишта со помош на неговата моќ, ајде се ти справиме мојот. Малку поинаква ситуација од она која што ти Редовната што ми. буквално Да. така. И истера така низ цела Македонија за време на цела пандемија. Како гледаш на тој период, како длабоко минато? Па би сакал да гледам на некој далечен период, нели, како сакам да го заборавам што побрзо и што повеќе, меѓутоа реалноста е нели сосема друга. Тука беше се случи само пред некоја година и мислам дека имам не само јас, туку речи се сите луѓе со кои што контактирам, имаме чувство како да ни е дупка некоја празна од тие 2-3 години, како да се случило, а не се случило, нешто измешано. Меѓутоа, еве, се трудам да го заборам во однос на самата корона, меѓутоа во однос на оние другите убавите работи, тоа нема заборавање секако. Тоа беше период во кој што ние бевме исклучително многу сами. Ти со твојот хабитус пополнуваше некакви наши празнини на начин на кој што тоа го правеше, ама ние првпат се почувствувавме како оние лица кои што секојдневно ги исклучуваме во нашата заедница. Првпат се почувствувавме како лицата кои што се со попреченост, кои што буквално ние не им даваме шанса, ние нашиот систем, начин на кој што размислуваме. Да, па тоа е токму таква дефиниција, најточна дефиниција за тој период, затоа што тогаш, иако јас, нели, заради типот на работата, јас не осетив ни еден ден седење дома целосно, ни карантините, што од една страна, затоа не ни знам како е тоа чувство, меѓутоа претпоставувам дека баш ова како што го спомна, дека сега гледаат луѓето како се чувствуваат лицата со попреченост. Тоа секојдневно дома седење, не дружење, не излегување, да не одат, да не бидат поканети на родендени, да бидат дискриминирани на игралиште или било каде едноставно, фактички многу добра компарација. Такво е чувството на овие лица за тоа. И сега од кога тие лица влегоа и во твојот фокус, ти си ги зема на некој начин како свој предизвик да се ги вклучиш во својот живот, ама да ги вклучиш и во животот на секој од нас. Аутизам МК е формата преку која што системски тоа го правиш, ама Денис Јанкуловски се обидува да биде вклучен во животот на лицата со попреченост на секаков можен начин и предофицијално да биде Аутизам МК. Аутизам АМК, здруженијето е крстено, тоа не значи дека ние само за аутизам работиме, нели, можеби во тој момент така беше смислено, меѓутоа наша целна група се деца. Значи, кога кажувам деца, потенцирам дека не правиме разлика на вид на попреченост, на вид на различност која што има детето и типичност, односно атипичност. За нас се сите дечиња, деца кои што сакаме да ги анимираме. Значи, заедно да ги анимираме, инклузивно, да почувствуваат токму она што претходно го спомнавме, таа самотијата што ја имавме во тек на короната, да излезат од таа школка овие дечиња кои што се со попреченост и да бидат видени, да бидат слушнати, да бидат едноставно препознаени од општеството и општеството да види дека тоа се лица, деца исти како сите нас што сме овде. Едноставно тоа се лица со име, со презиме, со можности, со афинитети, способности, различни како и ние што имаме различност. Постојат многу приказни за лицата со интелектуална попреченост. Но кои се најголемите митови и дезинформации кои што секојдневно ги слушаме токму за нив? Најчесто она што се уште, за жал, јас колку години сум веќе вклучен и за жал се уште постојат такви некои митови, предрасуди, ќе ги наречем и стравови, веројатно стравови од најмногу од непознатото. Тоа е затоа што имам чувство дека некогаш има некои луѓе, овие лица, овие деца и возрастни, нели, има и возрастни лица со попреченост, ги доживуваат како некои кои што од кого може да се заразат, може да префатат, може да станат тие или нивните деца може да станат такви. Значи има состојби, има болести, има разни моменти кои што апсолутно
не треба никако да се поврзуваат со тоа. Друга работа која што исто постои веројатно тој мит или страв дека тие деца не знаат да комуницираат и дека се секогаш агресивни, дека ако се погласни, например, има нели карактеристично повеќе за тоа за дечињата со лицата со аутизам, дека знаат некои да се поактивни, некои не се, некои се по инертни, меѓутоа има некои поактивни некои што се погласни или било што. Тоа не значи дека тие ќе направат некоја белја, него едноставно начинот на радост им е тој. Може начинот на комуникација, на тој начин тие сакаат да кажат нешто, нели? Ако се невербални, не знаат како да го изразат сето тоа, меѓутоа ете тоа е таа комуникација. Потоа постои мит, например, дека овие лица не можат. Значи, кога ќе кажам не можат, буквално да се мисли, еве ќе видиме некое детенце во количка, а ова нема врска, мислам, не може едноставно, ништо не може да направи. Тоа е апсолутно погрешен став, затоа што ако е во количка, например, детето, не може да игра фудбал, не може да биде бек, меѓутоа може да биде тренер, може да биде нешто надвор, може да биде, еве, ако се сеќавате на, како се каже, Јане, например, дури мислам дека беше и голманен наставен. Значи, не е поентата дали ќе бидат дали ќе се изигра вистински како што треба фудбалот, дали ќе биде резултатот, дали едните ќе победат или другите. Едноставно треба да им се овозможи на тие деца да го прикажат она што тие можат да го направат. Например, Филип е момче со аутизам, кој што го запознав пред неколку години. Филип прекрасно свири на виолина. Така наречено, сега ќе го крстам, го искористивме, него едноставно апсолутно со многу кејф и огромна радост го вклучивме во еден проект кој што го направивме со неколку наши познати пејачи, глумци кои што беа, песната се викаше Растеме заедно. Сакавме да покажеме дека едноставно Филип може, само треба да му се даде прилика, а Филип е еден. И сигурно има едно чудо такви кои што можат нешто да покажат, да направат. Стреза е најдија песната која што ја спомна сега. Растеме заедно. Одма за денчо на... Си копаче небо на земја, имаш очи звездени ноки. Кога си тука, од љубов срцево се топи свети. Светот станува прекрасен, Добро место за тебе. кога се смееш, од лицето сонце ти грее. Секој ден растеме заедно во едно неразделно чисто живот вредно. Секој ден растеме заедно да царува добрина и љубов и другарство. Многу училишта треба да подготват индивидуален образовен план токму за овие деца. Треба да подготват сензорни соби во кои што ќе можат тие да се Точно. стишат. Сакаш да дзирнеме заедно детали од проектот Биди инклузивен, биди секако. инклудиран. Да. Проект кој што е исто така на Европската Унија, кој што ги прилагодува нашите училишта да можат да ги примат децата кои што се поинакви, деца со попреченост токму во образовниот систем. Точно, тоа е едноставно, извини што прекинувам, тоа е тоа што треба да се направи една корелација помеѓу државата, значи државата, родителите, асистентите. Има многу напредок во тој поглед, веројатно и преку овој проект веројатно ќе има многу повеќе. Тоа е тоа што треба да се направи, значи да може да се во интерес да биде на децата. Сега ќе ти го покажам видеото за проектот Биди инклузивен, биди инклудиран на Европската Унија, да видиме детали до каде сме со инклузивното образование во нашата Супер. земја. Инклузивното образование во основните училишта во земјава од оваа учебна година е реалност. Проектот Биди инклузивен, биди инклудиран, поддржан од Европската Унија, учествуваше во подготовка на нашиот образовен систем. И до каде сме со вклученоста на децата?
Инклузијата не е обврска на наставникот, на училиштето, на специјалниот педагог, дури ни на образовниот систем. Инклузијата е обврска на целото наше општество, на сите нас како граѓани. Од нас почнува, од нашите лични ставови и од начинот како ги воспитуваме собствените деца. Децата се раѓаат без предрасуди, тие многу полесно ги прифаќаат своите поинакви соученици. Ние како возрастни, како родители, како наставници треба да им помогнеме на тој пат да го задржат тоа свое детско, да речеме, таа своја посветеност и таа невиност. За да се создаде основа за таа вклученост, проектот овозможи создавање на сензорни соби, инклузивни игралишта, пристапни тоалети, дидактички материјали, многу развојни програми за образовниот кадар и стипендии за децата со нетипичен развој. За да имаат сите еднакви можности за образование, беа вклучени повеќе од 180 училишта во 62 општини. На семејството на децата со посебни потреби, на децата со попреченост, им е потребна помош. Им е потребна финансиска помош, заради тоа што да се воспита едно дете со попреченост е 4 до 10 пати поскапо отколку да се воспитува дете со типичен развој. Понатаму, она што недостасува се уште во нашата држава и покрај напорите се услуги. Често ги нема, а уште почесто, за жал, може да ги обезбедиме само со плаќање. Особено тука конкретно се мисли на рехабилитацијска поддршка, на логопедска, стручна работа со децата, сите оние фактори кои што се неопходни за да имаме успешно инклузивно образование. Но сепак предизвиците се многу. Инклузијата е маратон, а не куса трка со цел. Ако сакаме да имаме еднакви можности за секое дете. Не постои волчено стапче, меѓутоа постојат одредени потреби кои што треба да се задоволат. Ние мора постојано да ја истакнуваме онаа порака дека образованието е за сите, дека квалитетот на образованието е нешто што како држава им го должиме на сите деца и да се трудиме на секое можно ниво како граѓанин, како професионалец на своето работно место и во домот да придонесуваме за градење на една култура на инклузија. А замисли си, Денис, да имаш мог и да има можност секое дете од твојата банда да има еднаков пристап до личен развој и да се го достигне својот потенцијал и да имаме функционални лица кои што се интегрирани во нашата заедница. Тоа е нормално, здраво општество, значи не е тоа нешто што е невозможно и недостижно. Само треба да има волја, значи треба да има интерес од државата, да има волја од незина страна и она по мене сепак за решавање на било која проблематика, за да се увиди, за да му се овозможи на секое дете ваков, секое дете со попреченост, се она што има право да го ужива, треба да се слушаат родителите, значи да ги прашаат родителите што ви треба вас, што можеме да направиме за вас, што може детето да направи, како да помогне, меѓутоа тоа многу недостасува. Тоа е, за жал, можам само да, иако сум секогаш оптимиста, утопија е, некако не само кај нас, тоа се гледа и во околните држави, имаме искуства каде што за жал слично се случува со овие лица. Меѓутоа ете надежта последно умира, се надеваме дека со гласноста, да речеме јас секојдневно јас нема да прекинам било што да се случува, нема да прекинам да се борам за овие деца, за нивните семејства и она што ми е многу драго е што тие препознаваат дека искрено, значи го правам сето тоа и имам голема поддршка. Нивната поддршка тоа е мојот елан во грбот. Знаеш дека не си сам. Да, имам голема банда. Имаш голема банда и се отварат нови хоризонти. Режисерот Вардан Тозија го зема Александар да игра во неговиот најнов филм М. Да, заедно со Сашко Коцак, со Матеј и Александар. Мислам дека сега им завршува проекцијата, можам да те запознам ако не го имаш запознаено на Александар. Супер, баш сакам да. Баш ми е мило што учествува во филмот. Полна е проекцијата како оние претходно? Се надеваме. Дали беше полно во кино, але? Да. Се знаете Денко со Александар или не се? Не, сега се запознавме, баш ми е мило што се запознав со глумец. И му посакувам, значи сакам уште многу филмови да снимиш и најбитно е ти да си среќен и задоволен. Сакаш ли уште филмови да снимаме? Браво. Јас имам нешто за тебе, да те почастам, ако не е проблем.
На глумецот да му дадам чоколада. А за другите? Другите не, тој си е главен глумец. Другите, ако ви Добро. даде. Ако им дадеш нив, добро, ако не, Ќе делиме? ет, ќе каснете и ви, ајде. Вардан, во кастингот кога го правеше како подготовка за филмот М, покрај Сашко Коцев, кој што има главната улога на таткото, Матеј Сиваков, Александар Ничовски е еден од носечките ликови во целата приказна. Како дојде до идеја да имаш актер, лице кое што е поинакво од нас, како што ги именуваме со Денко во текот на емисија? Па, во сценариот уште во тој процес на пишување, на создавање на некаков свет и на оформување на ликови, ни треба нормално два движечки детски лика кои што се наоѓаат од различни средини, од различни поднебја, бидејќи попишавме еден суров свет каде што никој на никого не верува, меѓутоа нормално како и во тоа е една од основните премиси на повеќето филмови кои што се бават со дистописки теми, меѓутоа секако знаевме во стартот дека тоа таков однос меѓу деца би бил невозможен. Во моментот кога се наоѓаат тие деца, они почнуваат да го откриваат светот независно од очите на возрастните. Интересно ми беше да го склопиме тоа со две деца кои што не само што се од различно место и не само што имаат свој ограничен светоглед, туку и дека се различни комплетно и како карактери и како своја перцепција. И нормално дека тие деца ќе треба и да се надградуваат еден со друг во нивниот пат кон наоѓање на својот спас, еве да речем. И колку беше предизвикувачи како режисер да се соочиш со таквата сценаристичка подела на ликовите во филмот, затоа што очигледно дека имаш различни профили на актери кои што барат различен влог. Да, па добро, беше предизвик секогаш кога се работи со натуршчици, односно аматери, односно деца. Тогаш беа деца, сега се веќе пораснати, поминаа години. Беше предизвик и се работеше нормално на два различни начини. Со Алек и со неопходната и сесрдечна поддршка од неговите родители, работевме на еден начин каде што му го представувавме светот во кој што сме затекнати според приказката, нели, за зомбињата. Зборувавме колку ви е тешко, колку сте уплашени, иако зомбињата нели не беа страшни кога снимавме. Памтиш дека им бегавме, им правевме. А воедно со Матеј, затоа што он движечки лик во приказната, ја возевме целата приказна со разбирање за крајот, затоа што тој и во еден момент и останува, нели, сам. Така да една од главните работи ни беше тие две деца, Алек и Матеј, да кликнат некако заедно, да се најдат, да најдат заеднички јазик. И мислам дека некако успеа. Прво беа, нели, нормално го имаш оној срам малку и се, меѓутоа понатаму некако и вон нашите индикации, инструкции, како што да се наоѓа, они си тргнаа во некоја своја игра и во некои своји авантури и на самото снимање. Како изгледаше тој процес од ваша страна, затоа што затоа што вклучување на Алек во процес на снимање долгометражен филм, првенствено е временски многу долго, второ се работи и за реакции и реплики кои што треба да бидат соодветни според сценариото кое што го имаат напишано Вардан и Даријан. Да, беше навистина предизвикувачки. И токму и на кастингот кога Вардан реши дека Александар ќе глуми, не знам дали Вардан се сеќава кога го прашав дали знаеш во што се впушташ, бидејќи Вардан едноставно рече да, добро. Но некако кога веќе почна снимањето, па и влеговме и ние во таа машинерија, нели? Секако се разбира со нивна поддршка и нивна помош успеавме и се заврши све супер. Едно, второ, Александар, значи многу едноставно се вклопи во целата екипа, сите го прифатија и он со леснотија ги стануваше утрата во 5 часот. Навистина, дури изненадувачки и за мене. Колку ваква видливост на лицата со Даунов синдром, на лицата со интелектуална попреченост во јавниот дискурс, значи овозможување или давање шанса да се вклопат во овој суров свет во кој што живееме, односно им ги даваме правата да бидат еднакви со нас. Јас во ниеден момент не почувствував и мислам дека и немаше таков некој момент на самото снимање, дека ние правиме нешто посебно, него едноставно тоа беа захтевите и во тоа се вклучиме.
Алек, по што ќе го памтиш ти филмот М? Филмот беше Меко. Мате беше Мако. Ја бев мал, 12 тонов. Мате беше 8. Ја бев воз. Мате исто. Ставаше исто воз. Песна беше да. Матеј знам. Си ги видел лошите? Јас. Сакаш повторно да имаш улога во филм? Па да. Ода. Можеш, така? Да. И знаеш? Знам. Како Марко. Кога си ти улога, стануваш едно со шумата. Да, штити од лошото надвор. Ушимната шума чисто ми не скажува за самовилата. Мајка имаш? И сите семејства кои што имаат лица со попречености, сме научени на такви тешкоти, на такви големи влогови. Значи, со секој дете со попречености од мали нозе, од бебе се работи за да се добие, нели, напредок. Ако не се работи, не добиваме ништо. Пред да одиме, Алекс, може да те гушнам? Може. Фала ти, баш ми е кејф. И тоа е начинот на кој што оддамна веќе јас се поздравувам со сите. Гуши бац од јазикот на Ерасм. Стефче! О, Стефче! Абе, доста се љути се ако некој мало дете. Ај се смириме. Што да се смири? Па јас сакав да отидам ти ги запознам тие луѓето што ги запознам. Може бе, може да ги запознаеш И како кога му сакаш. има? Не ти треби телепортер за да ги запознаеш тие луѓе. Не ти треби никаков телепортер за да ги запознаеш нивните светои. Денеска јас се запознаеш со такви луѓе и со такви светои. Што ти допарва, значи, кој ќе ги откриеш нивните светои, дури и ти сам во нив ќе се откриеш без Стефче. И ти сам ќе се промениш во нив. Верви ме, не ти треби тоа. Дојди да видам зашто не работа, дојди да видам што е работа. Како не работа, Стефче е истото е. А значи, шо правиш, не ми е јасно. Па го стискам, не оди. Значи вака, треби само да го стегниш и после тоа си знаеш. Стефче. 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 Ај проработи, ама кај го пушти се. Ај сте. Господјо, извините, Стефче да го имате видено негде? Не, а? Мај Белким ќе се врати до следна епизода. А?